Почитувани, добра вечер. Вие сте со уште една трета порта, емисија која за вас следи се што се случува во светот на интернетот и ви ги пренесува најинтересните колумни, ставови и анализи. Со нас во студиото вечерва е Ана Чупеска, автор на книгата Културни идентитети во политиката. Чупеска, вие ги следите социјалните мрежи, како и секој човек денес во денешницата следите што се случува. Верувам дека сте и активна, ги следите колумните, коментарите, анализите на ваши колеги, политичари, на аналитичари. Кажете ми сега, се наоѓате во една поинаква ситуација, ќе треба да го анализирате она што тие го пишуваат. Ќе можете ли да се снајдете во оваа улога? Па во најмала рака ќе се обидам, а дали ќе се снајдам, ќе видиме. Да, ајде така да видиме баш. Почнуваме сега со колумната објавена во дневниот вестник Дневник на Ирена Радовановиќ, која се однесува на патот на Радмила Шекеринска и Зоран Заев во Брисел и на средбата со еврокомесарот Филе. Колумната на Радовановиќ е насловена "Политичкиот мазохизам на Заев и на Шекеринска". Тука Радовановиќ полемизира и дебатира со некои ставови, вели дека тој пат во Брисел бил погрешен чекор од повеќе аспекти, меѓу другото и поради тоа што бил празник, Божик, и веле дека пораките кои се пратени од таму не биле во корист на опозицијата и вели дека тоа било погрешна стратегија на СДСМ. Еве што вели Радовановиќ. Тогаш, јасно ви е дека сомнежот дека СДСМ се обидува нешто да скрие, ќе се појави сам по себе. Како и сомнежот дека партискиот врв нудел нешто што нема шанси да помине во Македонија, но бара помош за тоа од странците, истовремено нудејќи се себе. Може би е така, може би не, но кога секи се стави на едно место, недовербата и сомнежот постојат, а тие се исто така лозинка на СДСМ за избори, но губитничка. И нејасно е зошто партијата и низиното водство уживаат во тој мазохизам. Всушност, таквата политика на СДСМ ќе даде свој резултат веќе на престојните председателски и евентуални предвремени парламентарни избори, кога според сите показатели и анкети партијата ќе доживее уште еден пораз. Прашање е зошто СДСМ постојано и постојано ги повторува истите грешки кога знае дека ќе добие казна. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО-ДПМН, која исто така се однесува на патот на Заев и Шекеринска во Брисел. И тука Владко Ѓорчев исто така вели дека според него имало доста погрешни пораки од страна на опозицијата и дека тоа било погрешна стратегија. Но еве еден дел од колумната на Владко Ѓорчев се однесува и на Бранко Црвенковски, каде што според Ѓорчев дента Бранко Црвенковски кога го честитал Божик, кога упатил честитка повод празникот, тоа било пренесено од страна на сите, според него, проопозицијски медиуми на голема врата и вели дека тоа веднаш ги засенило сите други работи кои се случувале на празникот. На медиумите, на опозиционерите, БЦ го засени и самиот Исус Христос на Божик и Мајката Божја. И МПЦ и архиепископот, тој беше главна вест, а не Божик или Бадник. Папата од СДСМ сакаше да им порачува на Заев и на Шекеринска дека се невидени аматери и дека на Бадник и на Божик местото им е дома, меѓу народот, во црквите и на литургиите, а не да молјакаат во Брисел да нема избори, да го продаваат името и некој од странство да ги донесе на власт без избори. Црвенковски преку своите инсталации во медиумите, во Сорос и преку нему блиски колумнисти, преку ног го заузда дистанцирањето на новиот СДСМ од него и им кажа дека не може да сметаат на неговата логистика доколку Заев и Рада почнат премногу да солираат. Всушност, тој посредно преку своите луѓе ја има и хипотеката за седиштето на СДСМ со кредитот од Комерцијална банка, па може кога сака буквално да ги исфрли на улица, ако сака. Продолжуваме со уште две колумни кои
исто така се однесуваат на патот на Заев и на Шекеринска во Брисел. Но овие две се напишани со едни различни пораки. Во овие новинарите велат дека од тоа што Заев и Шекеринска отишле во Брисел, повторно се направила фама, повторно тој пат се искористил за да се направи една приказна која оди во насока на партиските којни. Па еве така Александар Димковски вели кој пак го продава името и во поентата на колумната додава: не навлегувајќи во аргументите на едните или на другите, божикната посета на Брисел сепак ни открие една стара и голема вистина. Јазот, нетрпеливоста и непомирливоста во македонскиот политички блок се толку големи што секоја причина се користи за жесток напад и обвинувања за предавство упатено кон противникот. Наместо градење државен консензус кон едно осетливо државно прашање како што е спорот со Грција, сведоци сме на повторно и повторно разгорување на политичкиот оган. Се прашува ли некој како ќе го одбраниме името ако пред очите на меѓународната заедница постојано демонстрираме политичко разногласие и неединство и се уште немаме заедничко дефиниран став кои се нашите црвени линии во однос на спорот. Грција токму нашето неединство го користи како свое најсилно оружје. Се согласувам дека е крајно неприфатливо да се кодуши сопствената држава пред странските емисари и да се тргува со нешто што не е предмет за продажба, како што е името на државата. Ако тоа било намерата на Заев, тогаш несомнено тоа е за осуда. И ќе прочитаме уште една колумна, она на Горан Михајловски, сакам да кажам од Вест, која се однесува на оваа посета. И после се враќаме на гостинката. Горан Михајловски вели вака: како на пример, посетата на Заев и на Шекеринска на Брисел и средбата со еврокомесарот Филе, каква драма се дигна. Те водството на СДСМ било викнато на рапорт. Те не било рапорт, туку нормална средба за евроинтеграциите. Те СДСМ го продаде името, те не бил СДСМ, туку ВМРО ДПМН била таа што се согласила на промена на името. Соопштение на едните, соопштение на другите. Па ново соопштение за обвинување, па уште едно соопштение за дообјаснување, веднаш паѓаат тешки зборови за предавство за државни интереси. Една обична посета на Брисел и средба со еврокомесар, кој башка и на заминување, стана прашање на смрт или слобода. Во недостиг на вести и без соодветно толкување што значи кога паричката ќе се падне кај ќерката на Трајко Велјановски, а не кај син му, дури и експертите се јавија. И по сеопфатна анализа заклучија дека секој, па и опозицијата има право да оди во Брисел, ама не смее да става пипер во манџата. Чупеска се враќаме со вас во студиото. Го видовте овој сет на колумни, значи напишани се очигледно од две страни кои имаат различни мислења на она што се случило по посетата на Заев и Шекеринска на Брисел. Кажете ми, многу често во колумните па се користи ваква една символика, вакви едни знаци. Еве сега едни велат дека со тоа што отишле токму на Божик се направило дури предавство, се предал државниот интерес, па таму се продавало името, се користи символиката на Божик, на празникот, се прашува како смеат на Божик да одат. Кажете ми, кога ги читате вие колумните, анализите, кога ги читате сите тие кои пишуваат во јавноста, приметувате ли дека многу често се користат овие символи и се користат некои површни знаци за да се оправда една насока во пропагандата? Па се разбира, символизмот е дел од политиката. Политиката полесно е подостапна е кога се употребува јазикот на символите, на митологијата, на имагинарното. Имагинарното сигурно е поприфатливо за конзументот. Поприфатливо е отколку онаја нормирана, крута политичка реалност. И политичарите и порано, и сега и во иднина, секако дека ќе ги употребуваат символите. Од друга страна, самиот символен поредок, символичкиот поредок, тоа е една од
тоа е една референтна точка во политичката филозофија, па можда и психологијата, која се бави баш со релацијата на политичкото и символното, односно символното се смета дека го рефлектира секогаш политичкиот поредок, односно односите на моќта поточно, и така да излегува дека политиката и символичниот поредок се една иста страна, односно различна страна на една иста реалност и едно без друго не можат да постојат. Добро, може ли читателите или гледачите или публиката на некој начин да го препознае ова? Значи да препознае кога символите се користат, еве да речеме, не знам како да се изразам, во оправдана насока, во оправдана причина, или кога се користат за пропаганда, за спинување, за пренесување на некакви различни пораки? Па тоа зависи од свеста на секој гледач поединечно, односно свеста на граѓаните, бидејќи секој одлучува која вистина ќе ја прими. Но како што кажав и претходно, символниот јазик е многу поатрактивен од овој нормираниот, нормативниот јазик на политиката. И од тука поверојатно е дека ќе се позанимаваат луѓето со митот и со фантазијата, со нешто што е имагинарно, а многу помалку со реалните проблеми. Реалните проблеми политички се нели за политичарите, политолозите, за вас новинарите и за оние што се во јавноста. Граѓаните се тие кои што ги примаат пораките, меѓутоа политичарите се свесни дека ги примаат, дека можат полесно да ги примаат на еден, ете така да кажам, символичен начин, односно кога се влегува во сферата на имагинарното, како што кажав претходно. Да, добро, продолжуваме сега со колумните и ќе се вратиме со вас во студиото. Сега одиме со еден сет колумни кој се однесува на настан кој беше доминантен во изминатата недела, а тоа е објавувањето на тендерот за набавка на медицински апарати од страна на опозицијската СДСМ, во кој се покажува дека компанија блиска до уредничката на Сител и на Вечер била вмешана во набавка на тие апарати. Па така сега овој сет на колумни ќе го почнеме, бидејќи ова е познато на јавноста, приказната е позната, ќе почнеме прво со ставот на министерот за здравство Никола Тодоров за овие случувања. Еве тука Тодоров вели: Ивона не ми е роднина и тука нема конфликт на интереси. Тодоров вели: јас одговорам само за своите постапки, а во овој случај јас склучив договор само со еден собственик на фирмата Визарис, рече тој, и додаде дека целиот случај е всушност хајка против него. Да сум склучил договор со некој со кој имам конфликт на интереси, со брат, братучет, снаа, стрина, веднаш ќе си дадам оставка. Јас склучив договор со една компанија која по 6 месеци прави договор за промена на сопственичката структура. Од каде тоа јас да го знам, вели Тодоров. Продолжуваме со колумна напишана повод овој настан, значи од Гоце Трпковски, новинар на Нова Македонија, кој вели Полицерова награда за Шелегов и за 7 мината на ВМРО ДПМН. Значи насловот на Трпковски се однесува на тоа дека вели кога ВМРО ДПМН објавувало афери за тендерите на Зоран Заев, тогаш се менувале на говорницата министри, портпароли и други видни членови на ВМРО ДПМН, но во овој случај сите афери ги објавува портпаролот на СДСМ Петре Шелегов, па така Трпковски вели Полицерова награда за него и за 7 темена од ВМРО ДПМН. А поентата на Трпковски се однесува на нешто друго. Вели дека ваква голема афера на виделина излегла по објавување од страна на партиски штаб, а не на новинари. Трпковски полемизира зошто е тоа така, зошто ова афера која сепак податоците за неа биле достапни во институциите, значи например преку Бирото за јавни набавки, преку Централниот регистар, не била истражена од страна на новинарите, туку била објавена од страна на партија. Па Трпковски вели: не е дека новинарите се неспособни и не знаат каде што може да најдат и како да го обработат тоа во служба на вистината и на информирањето на јавноста. Но не го прават тоа затоа што не може да се справат со етикетирањето.
ова е проблем што почна пред најмалку 5-6 години и до денес толку се разви што речи се е невозможно да се острани. Пред толку години на македонските граѓани, а со тоа и на медиумите, почна да им се одзема правото да имаат свој став за се што се случува во нивното општество и да се наметнува атмосфера дека сите се инструирани од некој центар на моќ за тоа како треба да размислуваат. На власта на ВМРО ДПМН и беше најлесно сите своји критичари да ги смести во таборот на опозиционери, дури и на злобници што и работат зад грб на Македонија и затоа сакаат да и наштетат на низината патриотска влада. СДСМ остана без друг избор, освен да ги нарече оние што ја бранат власта и ја критикуваат опозицијата дека се владени послушници и платеници. Она што особено се забрани пак е да се имаат различни ставови за потези што доаѓаат од еден ист центар, например, да се каже дека легализацијата на дивоградбите е добар потек, но набавката на двокатни автобуси е бесмислица. Продолжуваме со реакциите на социјалните мрежи кои беа особено големи по случувањата со Ивона Талевска и мислам дека во овој случај, во случајот со оваа афера, најголемите реакции дојдоа токму на социјалните мрежи и нивниот притисок, реакцијата на луѓето кои пишуваат на Facebook, пишуваат на Twitter, подоцна се прели и на конвенционалните медиуми. Еве го статусот на Атанас Кировски, кој е новинар, кој вели вака: за да нема недоразбирања, едно појаснување. За незаконски дејства не се бара политичка одговорност или оставка. За криминал треба да реагира јавниот обвинител и да има судска завршница. Морална и политичка одговорност се подразбира кога има неетичка постапка. Ако министерот самиот признае дека има неетичност во аферата, не треба да се бара од него оставка. Тоа во цивилизирани земји се подразбира. Па тука имавме прилично и хумористични елементи. Тие беа доминантни на социјалните мрежи. Еве еден корисник на Facebook ставил слика во која има билборд со владина реклама, но во која се вели: овозможивме со милионите за нови машини во здравството, наша сограѓанка да се купи нова машина. И тука е ставен джипот на Ивона Талевска. И како и секогаш, тука е Twitter, каде секогаш се пренесуваат најинтересните коментари. Еве тука дел од сликите. Например, тука е направена комична ситуација, вели: го видовте Тодоров, не знаел дека фирмата е на Ивона, и како на тоа се смеат дел од новинарите кои не се критични кон владата. Еве тука има уште една интересна. Тука е поранешниот претседател Бранко Црвенковски, сегашниот премиер. Вели: јас си дадов стипендија, овој мојов и даде милион. И сега тука на Twitter, оние кои користат Twitter знаат што е хаштаг, имаме хаштаг за Ивона. И можеме да видиме дел од коментарите, бидејќи има некои кои се некогаш и вулгарни. Еве, например, може овој: абе оваа Ивона преку Тодоров здиплила милион и чоко не и трепнало. Еве ја истата слика. Еве уште еден во однос на тоа дека Талевска е суспендирана, уште еден спин изедовте, Ивона не е суспендирана, тргната е само од програма камери да не иритира дополнително. Еве еден вика: Ивона is watching $1 million baby, алудирајќи на познатиот Оскаровец. Има и други: милион причини за затвор. Се облекуваш по папуче, излегуваш и наоѓаш тендер од милионче, што е тука тешко? Се враќаме во студиото Чупеска, ги видовме овие коментарите, секогаш се симпатични, смешни дел од нив и секогаш за некаква ситуација која
е прилично сериозна во општеството, доаѓаат вакви коментари кои сепак можеби не знам дали треба да се игнорираат, дали треба да видиме какво е нивното значење кога особено меѓу младата популација се полемизира вака. Значи, кажете ми, ги следите новите медиуми, значи тоа е Фејсбукот, Твитерот, и кажете ми што мислите вие, какво е нивното влијание сега во однос на конвенционалните медиуми, бидејќи се зборува дека нивното влијание се зголемува, на какво е сега? Мислите ли дека се веќе тука на исто рамништве, дека уште не се стигнати до конвенционалните или нешто друго? Несумнено е дека влијанието на мрежите, односно социјалните мрежи е големо. Тие и како влијаат на јавното мислење, но она што е важно за журнализмот, односно за новинарството, посебно за една делиберативна јавност, за една здрава јавност, според мене, не можам да кажам поважно, меѓутоа важно е она истражувачко новинарство, кое што за разлика од кратките FB статуси на Facebook и на Twitter, подразбира еден поинаков ангажман. Овие се другиве инстант пораки, тие се исто така попитки, почитливи, поприфатливи, луѓето полесно можат со нив да се играат. И би рекла дека истовремено социјалните мрежи покренуваат, можат да откријат, да разоткријат некоја тајна и да покренат сериозна јавна дебата, но од друга страна исто така лесно можат да застанат во сферата на манипулацијата и на шпекулацијата. Во политичката наука, односно поточно во науката за комуникологијата, односно најточно демократијата и демократизацијата, науката за демократијата, односно ние што се бават со демократија, го разгледуваат прашањето како интернетот влијае на демократизацијата од една страна и на авторитарните тенденции од друга страна. И интересно е тоа што интернетот подеднакво може да застрани во оној популистички демократски радикализам, па на кај авторитаризам, значи може да допринесе кон една таква јавност, авторитарна јавност, но истовремено може да го либерализира јавната сфера да либерализира. Веројатно тоа зависи од контролата. Па, зависи од се, не само од контролата. Се разбира дека контролата е важна, меѓутоа важна е политичката култура. Колку определена политичка култура може да прими, да речеме, говор на омраза. Не сите општества се спремни да слушаат се и се што. Не сите заедници. Некои се во Америка, например, окей е да бидеш расист, мислам на Facebook, во некои други земји тоа ќе го забранат. Така да варијации на темата има во зависност, како што кажавте вие, од контролата, системската контрола, например во Кина, и од политичката култура, па и свеста на оној кој што го кажува јавниот збор. Меѓутоа, јавниот збор се разликува. Сепак има известна слобода, поголема слобода има на овие мреживе, од она што можам да го забележам кај нас, отколку кај пишаниот збор. Сега вие прашавте и за влијанието какво е врз конвенционалните медиуми. Во однос на конвенционалните медиуми не мислам дека телевизијата толку страда колку што печатените медиуми се, да речем, во една немилост компаративно во однос на овие интернет поракиве, што се, како што кажав и претходно, инстант пораки пред се. Тука печатените медиуми се во незавидна положба, бидејќи овие се многу полесни за конзумирање и тоа е тоа. Они треба да ја извојуваат својата победа, да речам, во најмала рака да бидат рамноправни. Да, добро. Остануваме во студиото, ќе одиме сега со уште две колумни и повторно се враќаме во студиото. Значи, еве колумната на професорот Владо Бучковски, во која тој полемизира дека е можно следните избори да бидат неуспешни. Тука се мисли на председателските и Бучковски мисли дека тоа може да донесе и до вонредни парламентарни избори. Еве дел од колумната. Тука професорот кажува колку кој кандидат освоил гласови на минатите избори, па вели: овие танталови маки, низ кои помина Груевски и ВМРО ДПМН на последните председателски избори, ја зголемуваат кај мене увереноста дека председателските избори тешко дека ќе успеат ако не одат во пакет со вонредни парламентарни избори. Груевски има само право на избор, дали вонредните парламентарни избори да бидат заедно со редовните председателски или со повторени председателски, или можеби грешам.
И ќе прочитаме уште една колумна, овој пат таа е на Тони Науновски, во која тој полемизира за следниот претседателски кандидат. Како што е познато на јавноста, Науновски се спротивставува на барањата на ДОИ за консензус при избор на кандидат за претседател, вели дека тоа е противдржавен став и дека тие партии кои ќе го прифатат тоа, исто така ќе следат една, според него, антидржавна политика. И тука Науновски вели дека неговите симпатии одат за Стојанче Ангелов, кој веќе ја најави својата претседателска кандидатура. Консензуално за генерал Ангелов, вели Науновски, и еве е дел од неговиот став. Наместо оваквите гротесни шреги со нашиот македонски ум, раководството на ВМРО ДПМН денес мора да ги синтетизира сите историски и најактуелни сништа на секој македонец. Да ги надмине примитивните партиски логики на опортунистичко мислење и да донесе одлука да го кандидира генерал Стојанче Ангелов за македонски претседател на РМ. Во оваа ситуација, кога се соочува со симулакрумот наречен консензуален кандидат за претседател од нивниот коалиционен партнер во власта, она УЧК ДОИ, односно СДСМ, исто е всушност, веројатно номинално, Стево Пендаровски, што значи во суштина обид за нова радикална деструкција на државата Македонија, просто да одговори со најдоброто во ова време. Чупеска, за вас едно прашање за крај. Кажете ми, има различни стилови на пишување на колумни, на пораки, на анализи. Има дел од колумнистите кои внимаваат во своето пишување, па така своите тези ги образложуваат на еден внимателен, смирен начин. Има други кои не внимаваат, но при тоа многу често се забележува на нив дека праќаат и некакви пораки кои може да се протолкуваат и како говор на омраза многу често. Мислите ли дека кај нас во јавноста тие кои се обраќаат преку медиумите имаат доволна свесност за тоа што значи говор на омраза и што може да произлезе од него? Па лично мислам дека стилот на пишување, односно на изразување поточно на колумнистите е прашање на личен, морален кредибилитет и професионален кредибилитет, така да тоа зависи од личноста на тој што пишува пред се, според мене. Меѓутоа, тоа не значи дека тој што пишува не е одговорен за тоа што ќе го каже, односно ќе го напише. Сведоци сме низ историјата, неколку пати се посведочи дека говорот на омраза доведува до кривични дела и против човештвото, hate crimes како геноцид, етноцид, па и сега честице и кривични дела против поединци, не мора да се тоа групи народи. Се тоа мобилизирање, поттикнато од говор на омраза, како што видовме, може да застрани до мера на забеганост. Сега, од друга страна, она што се поставува како дилема, се разбира дека забраната на говорот на омраза треба да се санкционира, односно треба да биде забрането. Тоа и секој треба да одговара за тоа што ќе го изнесе во јавноста, меѓутоа имам дилема во врска со тоа докаде ќе се забрани говорот на омраза, до која мера ќе биде испорачена таа забрана и до која мера од една страна и од друга страна докаде ќе оди слободата на говорот. Бидејќи доколку предолго постои ситуација во општество да се репресираат некои аспекти на латентни појави, односно она што е латентност да остане во фаза на латентност, во својата фаза на потенција, например да се забранува во континуитет понекогаш партикуларен некој национализам, како што било случајот, да речеме, во рамките на СФРЈ, кога долги години биле потиснувани тие национализми. Таквото потиснување, кога е во една акутна фаза, кога има јак стимул, ќе доведе до ова друго, за кое што претходно зборувавме. Така да, мојата дилема е, односно, не дилема, мислам дека сепак е подобро во известна мера и во јавноста да постои сепак некаква видливост и на она што не сакаме да го чуеме. Бидејќи тоа што не сакаме да го слушнеме, често знае да сугерира некој поголем проблем кој што кога ќе стане потентен, тогаш
може да бидат фатални последиците и од тоа се плашам. Сега како ќе се регулира тоа? Како ќе се направи тој баланс помеѓу забраната на говорот на омраз од една страна и широчината на слободата на говор? Тоа е тешка задача за секој општество, па така и за нашето. Чупеска, ви благодарам за гостувањето во Трета порта. Почитувани гледачи, ова беше се во оваа емисија. Следете на секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја презентира големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.